Иде камера горе. Периодов е актуелен предметот пуч. Овој предмет го презема специјалното јавно обвинителство. Гостин во Дневникот на Македонската телевизија е специјалната обвинителка Катица Јанева. Господје Јанева, вие ги земавте докази. Иде камера горе. Периодов е актуелен предметот пуч. Овој предмет го презема специјалното јавно обвинителство. Гостин во Дневникот на Македонската телевизија е специјалната обвинителка Катица Јанева. Господје Јанева, вие ги земавте доказите, целокупната документација околу овој предмет, има ли докази за шпионажа и за вршење насилство врз највисоките државни органи? Добар вечер на сите гледачи. Веќе го сгрешив или не е страшно тоа? Добро. Ајде, добро вечер на сите гледачи. Јас сум обвинител во обвинението пуч. Јас го застапувам пред кривичниот суд. Бев на главната расправа во петокот, каде што се одложи самата главна расправа, но јас бев спремна за да настапам на самото рочиште. Што се однесува до судот, тоа е друго прашање. Сметам дека неосновано го одложија во неразумен рок, во рок од месец и пол го одложија рочиштето. Сметам дека ваков предмет не би требало да биде одложен на таков долг рок, во интерес на брзо завршување на постапката, во однос на интересот за овој предмет. А што се однесува до тоа дали има некои докази, какви докази има во делот на самото вршење на неовластено. Сега јас не читам ништо. Дали има докази во шпионажа и вршење на насилство врз највисоките државни органи, може да почнеме од почеток, нели? Јас нема цело ќе почнам и нема да застанувам. Така. Да. Сега ова е прво, да. Само така. И да сгрешите, некојаш имаме две камери, ќе отиде кадрот кај незе. Не е страшно, добро. За шпионаж и вршење на насилство. Сакате од почеток со прашање? Може, да. Не, моето уснимано само. Да. Ако уште еднаш поставите само. Еве конкретно, имате ли како обвинителство докази за шпионажа и за вршење насилство врз највисоките државни органи? Јас сум обвинител по предметот пуч. Во петокот настапив пред кривичниот суд Скопје. Сметам дека судот незаконски го одложи самото рочиште во неразумен рок од месец и пол, имајќи го предвид интересот на граѓаните за овој предмет и важноста на овој предмет што побрзо да се заврши. Што се однесува до тоа дали има шпионажа, докази за шпионажа или насилство врз највисоки државни функционери, како што реков и во самата изјава, истото ќе го кажам на главната расправа и се надевам дека новинарите ќе бидат присутни. Благодарам. Така, веќе поднесовте две обвиненија, се очекува во наредните денови судот да насрочи две судења. Очекувате ли обструкции како и во предметот пуч за стартот на овие судења? За двете обвиненија кои ме прашувате, специјалното јавно обвинителство, можам да кажам дека има доволно докази, поради што очекуваме судот да постапи согласно изнесените докази и дека по нив ќе одлучува согласно законот. Јавноста треба да биде убедена дека и како и поднесените обвиненија, така и секоја една истрага или обвинение ќе биде засновано на факти подкрепени со докази. Морам да потенцирам дека ова јавно обвинителство е сериозна установа која работи професионално и сметам дека како на нашиот пристап кон овие истраги и обвиненија е сериозен, бидејќи сите влијаат на обвинетите лица. Не сакаме никој невин да биде осуден и да добие некоја казна и да добие казна која е заслужена, односно пропишаната со законските одредби.
Се поизвестно е дека по вашите обвиненија ќе постапува Скопскиот кривичен суд. Дали сте убедени дека оваа судска инстанца навистина ќе дели правда? Мораме да веруваме што сте се нафатили на оваа работа. Сметам дека во Кривичниот суд, како и во сите судови во Република Македонија, има професионалци кои знаат како да ја работат оваа работа, што се однесува до нашите со разговорите во врска со тоа дали ќе има специјален суд или оделение во Кривичниот суд кој ќе постапува по нашите предмети. Ние со внимание ги следиме сите овие дебати, се надеваме дека ќе се најде решение во интерес на граѓаните на Република и во интерес на побрзо завршување на овие предмети. А во секој случај, зошто да не, сите промени се доколку се законски, се добредојдени во правосудниот систем на Република Македонија. Рековте дека само 12% од вкупниот материјал е преслушан. Ви предстои макотрпна и голема работа. Кога можеме да очекуваме новинарите и јавноста нови информации за евентуални истраги и нови обвиненија? Па, вака да ви кажам, согласно извештајот кој го доставивме, веќе јавноста е запознаена дека се преслушани 12% и се уште се обработуваат тие 12% од прибавените прислушкувани разговори. Вкупно во однос на тоа е околу 55.250 аудиофајлови. Ќе продолжиме со постапката за прислушување на останатите доставени до нас прислушкувани разговори. Се надевам дека во новите простори во кои сме сега сместени ќе имаме подобри услови и имаме подобри услови да побрзо да ја завршуваме во работата, но во секој случај мора да се знае и да се потенцира дека самите прослушкувани разговори се само дел од нашите истраги и од нашите действија. Другиот дел се однесува на барањата наши до институциите во однос на прибирање на докази и во однос на отворените предистражни постапки. Во јавноста се стекнува впечаток дека обвинувате само функционери од власта. Дали од Социјалдемократскиот сојуз ви селектираат материјали по кои постапувате? Значи, јавноста е запознаена дека самите прислушкувани разговори ни се доставени од страна на опозицијата. Тие се доставени на 31 декември 2015 година. Откако беа доставени самите материјали, јас пристапив кон формирање на комисија од обвинители кои во рок од 2 месеци, значи од периодот од 20 јануари до периодот до 11 ноември, до 11 март, вршеа попис само. Значи, статистички попис на сето тоа што ни е доставено од страна на опозицијата. Откако завршивме со тој попис, кој е реален и согласно законските одредби, се премина кон прислушување на материјалите. Во периодот од 11 март до 15 септември, како што рековме, според условите во кои работевме, ние прислушавме околу 12% од прислушкуваните разговори. Врз основа на тие разговори се прислушуваа врз основа на законските одредби и закон за класифицирани информации. Откако се анализира одредени индиции за сторени кривични дела, се отворија предмети во предистражна постапка и како резултат на тоа се и овие двете обвиненија што ги доставивме до судот. Како прво, едното, како што рековме, се однесува на веќе објавени разговори, а во другото веќе имаме и необјавени разговори кои се доказ, се надеваме дека ќе бидат доказ во постапката. Пред известно време побаравте измени во Законот за заштита на сведоците. Меѓутоа во собранието се уште не се разгледува можноста за измена на овој закон. Што ќе се случи со истрагите доколку се постапува по постоечкиот закон? Во моето излагање и на пресконференцијата и денес сакам да апелирам преку македонската телевизија дека законодавниот дом треба да ги донесе измените за Закон за заштитени сведоци. Тоа е многу важно за нашата работа, затоа што ние
покрај тие случаи што ги споменав на пресконференцијата, имаме и други случаи каде што мораме да имаме инструмент како реално да ги заштитиме нашите сведоци. Во тој контекст би сакала да кажам дека се надевам дека народните избраници ќе ги издвојат дневните политички интереси од врвните приоритети за правната држава и дека ќе дадат придонес во натамошно развивање и реформирање на нашиот правосуден систем. Неодамна го презентиравте вториот извештај, кога станува збор за првиот, им бевте на став дека не треба да го образложувате пред собранието, пред Советот на јавните обвинители. Зошто сега го промените мислењето? Не го променив мислењето, туку сакам да бидам транспарентна кон македонската јавност и кон институциите за подобрување на нашата соработка. Во таа смисла, исто така, сметам дека е неопходно да одам како прво во собранието на Република Македонија, за да може да ги донесе измените за Законот за заштитени сведоци. Тоа е многу важно. Второ, се надевам дека ќе ги слушнат моите образложенија во врска со пролонгирање на рокот што е ставен во нашиот закон од 18 месеци во кој треба да постапуваме. Од тие причини барам да бидам присутна на кога ќе се разгледува нашиот извештај. Исто така се надевам дека и Советот кога ќе ги образложам причините за кои сум присутна, ќе ме подржи во моите барања, а во исто време се надевам дека ќе ги имплементира парламентот, односно пратениците, ќе ги имплементираат во своите во законите и венецијанските препораки што се однесуваат на нашата работа. Во една прилика изјавивте дека Собранието, Уставниот суд се нелегитимни институции. Председателот на државата исто така. Дали го променивте ова мислење и нешто? Значи, тоа е во насока, таа моја изјава е во насока на тоа како ги водиме нашите истраги и основаните сомневања што ги имаме во текот на истрагите, посебно во предметот Титаник, каде што ги истражувавме изборните нерегуларности, детектиравме многу изборни нерегуларности во текот на истрагата, таа уште не е завршена, се надеваме дека ќе најдеме начин дека во скоро време ќе биде завршене и се надеваме дека тие изборни нерегуларности за кои ќе поднесеме обвинение ќе бидат знак за тоа како во иднина не треба да се спроведуваат или не треба да се инструментализира државата во интерес на политичките партии кои ги спроведуваат самите избори, а во таа смисла и подобро во иднина се надевам дека изборните резултати кои ќе бидат на идните парламентарни избори ќе осликаат волјата на граѓаните да се обезбеди полна доверба во институциите. Пред Уставниот суд постои иницијатива за проверка на уставноста на вашата институција, односно институцијата со која раководите. Што ќе се случи со работата на специјалното јавно обвинителство доколку Уставниот суд ве прогласи за неуставно? Па се надевам дека нема да дојде до тоа, како прво се надеваме сите, мислам дека и македонската јавност, граѓаните во Република Македонија се надеваат дека нема да биде укинато самото специјално обвинителство, бидејќи тоа работи и е формирано од страна на собранието во интерес на граѓаните на Република Македонија. Доколку и се случи да закаже седница Уставниот суд, се надевам дека ќе биде одлуката што ќе донесе ќе биде во корис на специјалното јавно обвинителство, а се со цел во интерес на граѓаните на Република Македонија и во интерес на владењето на правото во Република Македонија. А што се однесува да постоењето на специјалното јавно обвинителство, многу значено и тоа како
како ќе се однесува самото собрание спрема ова специјално јавно обвинителство, каде што ќе ги упатиме и ќе бидат адресирани сите проблеми со кои се соочува специјалното јавно обвинителство. Дали мирно спиете навечер? Имате ли конкретни закани, притисоци, со што се соочувате во вашата работа? Би било нескромно или несериозно да кажам дека не се соочуваме со конкретни притисоци или со некои суптилни закани. Сепак морам да кажам дека специјалното јавно обвинителство кое го водам и моите колеги сме потполно свесни на целта која треба да ја постигнеме. Ние, јас како специјален јавен обвинител и моите колеги кои се дел од тимот на специјалното јавно обвинителство, целосно сме посветени на нашата работа да ја завршиме што побрзо и да ја ги окончаме ова непријатна да окончаме ова наша работа и да се вратиме во нашите матични обвинителства. Да, мирно спијам што се однесува до како ја водам работата. Значи, сите знаат дека сакам законски и во законски процедури да ја водам мојата работа. Не спијам мирно во однос на тоа кога ме притискаат роковите, доколку не ќе можам да ја завршам работата. Не спијам мирно додека мислам дека некој наш сведок е загрозен затоа што ни помогнал во нашата работа, а на крајот би сакала да кажам дека ефикасната правда значи помалку криминал, подобар стандард и побезбедно општество за граѓаните, што е мој основен мотив за работењите и што ме обезбедува мирен сон. Ви благодарам за гостувањето во Дневникот. Молим, благодарам и на вас. Пред половина година одбивте да го елаборирате извештајот за работата на специјалното јавно обвинителство пред Советот на јавните обвинители пред собранието. Зошто сега ја променивте одлуката? Би кажала дека ова обвинителство од секој пат од првиот ден работи транспарентно. Морам да потенцирам дека ние почнавме да работиме во соодветни услови од 5 септември оваа година. Значи за цела година работевме во привремени простори, бидејќи нашите простори се уште не беа готови. Одлуката не ја промени во смисла на тоа дека не сакав минатиот пат да го елаборирам, бидејќи бевме во многу голема гужва и многу работа. Тоа беше една од причините зашто не отидов. Сега сметам дека имам доволно време да се посветам целосно на извештајот и би сакала да одам во Советот на јавни обвинители и во Собранието на Република Македонија за да ја интензивираме нашата соработка во однос на тоа за подобрување на работата на специјалното обвинителство. Тоа најмногу се однесува на донесување на измените на Законот за заштита на сведоци, за пролонгирање на рокот од 18 месеци, кој не е како законска обврска ставено во Законот за специјално јавно обвинителство и во однос на имплементирање на препораките од Венецијанската комисија. Сега добро. Кажете, колеги. Периодов е актуелен предметот пуч. Овој предмет го презема специјалното јавно обвинителство. Гостин во Дневникот на Македонската телевизија е специјалната обвинителка Катица Јанева. Господја Јанева, вие ги земавте доказите, целокупната документација околу овој предмет. Има ли докази за шпионажа и за вршење насилство врз највисоките државни органи? Добар вечер на сите гледачи. Веќе го сгрешив или не е страшно тоа? Може од почеток. Добро вечер на сите гледачи. Јас сум обвинител во обвинението Пуч. Јас го застапувам пред кривичниот суд. Бев на главната расправа во петокот, каде што се одложи самата главна расправа, но јас бев спремна за да настапам на самото рочиште. Што се однесува до судот, тоа е друго прашање. Сметам дека неосновано го одложија во неразумен рок, во рок од месец и пол,
го одложија рочиштето. Сметам дека ваков предмет не би требало да биде одложен на таков долг рок во интерес на брзо завршување на постапката, во однос на интересот за овој предмет, а што се однесува до тоа дали има некои докази, какви докази има во делот на самото вршење на неовластено. И сега јас не читам ништо. Не, ворете, нема проблем. Дали има докази во шпионажа и вршење на насилство врз највисоките државни органи, може да почнеме од почеток, не? Јас цело ќе почнам и нема да застанувам. Нема проблем. Да. Сега е прво, да. И да скрешите, некојаш имаме 2 камери, ќе отиде кадрот кај незе. Не е страшно добро. За шпионаж или вршење на насилство? Сака да отклучете со прашање? Може, да. Па не, моето уснимено, само може. Ако ще нешто стави го само. Еве конкретно, имате ли како обвинителство докази за шпионажа и за вршење насилство врз невисоките државни органи? Јас сум обвинител по предметот Пуч. Во петокот настапив пред Кривичниот суд Скопје. Сметам дека судот незаконски го одложи самото рочиште во неразумен рок од месец и пол, имајќи го предвид интересот на граѓаните за овој предмет и важноста на овој предмет, што побрзо да се заврши. Што се однесува до тоа дали има шпионажа, докази за шпионажа или насилство врз највисоки државни функционери, како што реков и во самата изјава, истото ќе го кажам на главната расправа и се надевам дека новинарите ќе бидат присутни. Така, веќе поднесовте 2 обвиненија, се очекува во наредните денови судот да насрочи 2 судења. Очекувате ли обструкции како и во предметот Пуч за стартот на овие судења? За 2 обвиненија кои ме прашувате, специјалното јавно обвинителство, можам да кажам дека има доволно докази, поради што очекуваме судот да постапи согласно изнесените докази и дека по нив ќе одлучува согласно законот. Јавноста треба да биде убедена дека и како и поднесените обвиненија, така и секоја една истрага или обвинение ќе биде засновано на факти подкрепени со докази. Морам да потенцирам дека ова јавно обвинителство е сериозна установа која работи професионално и сметам дека како нашиот пристап кон овие истраги и обвиненија е сериозен, бидејќи сите влијаат на обвинетите лице. Не сакаме никој невин да биде осуден и да добие некоја казна и да добие казна која е заслужена, односно пропишаната со законските одредби. Се поизвестно е дека по вашите обвиненија ќе постапува Скопскиот кривичен суд. Дали сте убедени дека оваа судска инстанца навистина ќе дели правда? Мораме да веруваме што сте се нафатили на оваа работа. Сметам дека во Кривичниот суд, како и во сите судови во Република Македонија, има професионалци кои знаат како да ја работат оваа работа. Што се однесува до нашето со разговорите во врска со тоа дали ќе има специјален суд или оделение во Кривичниот суд кој ќе постапува по нашите предмети. Ние со внимание ги следиме сите овие дебати, се надеваме дека ќе се најде решение во интерес на граѓаните на Република и во интерес на побрзо завршување на овие предмети. А во секој случај, зошто да не, сите промени се доколку се законски, се добре дојдени во правосудниот систем на Република Македонија. Рековте дека само 12% од вкупниот материјал е преслушан. Ви предстои макотрпна и голема работа. Кога можеме да очекуваме новинарите и јавноста нови информации за евентуални истраги и нови обвиненија?
Па, вака да ви кажам, согласно извештајот кој го доставивме, веќе јавноста е запознаена дека се преслушани 12% и се уште се обработуваат тие 12% од прибавените прислушкувани разговори. Вкупно во однос на тоа е околу 55.250 аудиофајлови. Ќе продолжиме со постапката за прислушување на останатите доставени до нас прислушкувани разговори. Се надевам дека во новите простори во кои сме сега сместени ќе имаме подобри услови и имаме подобри услови да побрзо да ја завршуваме во работата, но во секој случај мора да се знае, да се потенцира дека самите прослушкувани разговори се само дел од нашите истраги и од нашите действија. Другиот дел се однесува на барањата наши до институциите во однос на прибирање на докази, во однос на отворените предистражни постапки. Во јавноста се стекнува впечаток дека обвинувате само функционери од власта. Дали од Социјалдемократскиот сојуз ви селектираат материјали по кои постапувате? Значи, јавноста е запознаена дека самите прислушкувани разговори не се доставени од страна на опозицијата. Тие се доставени на 31 декември 2015 година. Откако беа доставени самите материјали, јас пристапив кон формирање на комисија од обвинители кои во рок од 2 месеци, значи од периодот од 20 јануари до периодот до 11 ноември, до 11 март вршеа попис само. Значи, статистички попис на сето тоа што ни е доставено од страна на опозицијата. Откако завршивме со тој попис, кој е реален и согласно законските одредби, се премина кон прислушување на материјалите. Во периодот од 11 март до 15 септември, како што рековме, според условите во кои работевме, ние прислушавме околу 12% од прислушкуваните разговори. Врз основа на тие разговори се прислушуваа врз основа на законските одредби и закон за класифицирани информации. Откако се анализира одредени индици за сторени кривични дела, се отворија предмети во предистражна постапка и како резултат на тоа се и овие двете обвиненија што ги доставивме до судот. Како прво, едното, како што рековме, се однесува на веќе објавени разговори, а во другото веќе имаме и необјавени разговори кои се надеваме дека ќе бидат доказ во постапката. Пред известно време побаравте измени во Законот за заштита на сведоците. Меѓутоа во собранието се уште не се разгледува можноста за измена на овој закон. Што ќе се случи со истрагите доколку се постапува по постоечкиот закон? Во моето излагање и на пресконференцијата и денес сакам да апелирам преку македонската телевизија дека законодавниот дом треба да ги донесе измените за закон за заштитени сведоци. Тоа е многу важно за нашата работа, затоа што ние покрај тие случаи што ги споменав на пресконференцијата, имаме и други случаи каде што мораме да имаме инструмент како реално да ги заштитиме нашите сведоци. Во тој контекст би сакала да кажам дека се надевам дека народните избраници ќе ги издвојат нивните политички интереси од врвните приоритети за правната држава и дека ќе дадат придонес во натамошно развивање и реформирање на нашиот правосуден систем. Неодамна го презентиравте вториот извештај, кога станува збор за првиот, им бевте на став дека не треба да го образложувате пред собранието, пред Советот на јавните обвинители. Зошто сега го променивте мислењето? Не го променив мислењето, туку сакам да бидам транспарентна кон македонската јавност и кон институциите за подобрување на нашата соработка. Во таа смисла, исто така, сметам дека е неопходно да одам како прво во собранието на Република Македонија, за да може да ги донесе измените за законот за заштитени сведоци. Тоа е многу важно. Второ, се надевам дека
ќе ги слушнат моите образложенија во врска со пролонгирање на рокот што е ставен во нашиот закон од 18 месеци во кој треба да постапуваме. Од тие причини барам да бидам присутна на кога ќе се разгледува нашиот извештај. Исто така се надевам дека и Советот кога ќе ги образложа причините за кои сум присутна, ќе ме подржи во моите барања, а во исто време се надевам дека ќе ги имплементира парламентот, односно изпратениците, ќе ги имплементираат во своите во законите и венецијанските препораки што се однесуваат на нашата работа. Во една прилика изјавивте дека Собранието, Уставниот суд се нелегитимни институции. Председателот на државата исто така. Дали го променивте ова мислење и нешто на тоа? Значи, тоа е во насока, таа моја изјава е во насока на тоа како ги водиме нашите истраги и основаните сомневања што ги имаме во текот на истрагите, посебно во предметот Титаник, каде што ги истражувавме изборните нерегуларности, детектиравме многу изборни нерегуларности во текот на истрагата, таа уште не е завршена. Се надеваме дека ќе најдеме начин дека во скоро време ќе биде завршена и се надеваме дека тие изборни нерегуларности за кои ќе поднесеме обвинение ќе бидат знак за тоа како во иднина не треба да се спроведуваат или не треба да се инструментализира државата во интерес на политичките партии кои ги спроведуваат самите избори, а во таа смисла и подобро доколку во иднина се надевам дека изборните резултати кои ќе бидат на идните парламентарни избори ќе осликаат волјата на граѓаните да се обезбеди полна доверба во институциите. Пред Уставниот суд постои иницијатива за проверка на уставноста на вашата институција, односно институцијата со која раководите. Што ќе се случи со работата на специјалното јавно обвинителство доколку Уставниот суд ве прогласи за неуставно? Па се надевам дека нема да дојде до тоа, како прво се надеваме сите, мислам дека и македонската јавност, граѓаните во Република Македонија се надеваат дека нема да биде укинато самото специјално обвинителство, бидејќи тоа работи и е формирано од страна на Собранието во интерес на граѓаните на Република Македонија. Доколку и се случи да закаже седница Уставниот суд, се надевам дека одлуката што ќе донесе ќе биде во корис на специјалното јавно обвинителство, а се со цел во интерес на граѓаните на Република Македонија и во интерес на владењето на правото во Република Македонија. А што се однесува да постоењето на специјалното јавно обвинителство, многу значено е тоа како ќе се однесува самото собрание спрема ова специјално јавно обвинителство, каде што ќе ги упатиме и ќе бидат адресирани сите проблеми со кои се соочува специјалното јавно обвинителство. Дали мирно спиете навечер? Имате ли конкретни закани, притисоци? Со што се соочувате во вашата работа? Би било нескромно или несериозно да кажам дека не се соочуваме со конкретни притисоци или со некои суптилни закани. Сепак морам да кажам дека специјалното јавно обвинителство кое го водам и моите колеги сме потполно свесни на целта која треба да ја постигнеме. Ние, јас како специјален јавен обвинител и моите колеги кои се дел од тимот на специјалното јавно обвинителство, целосно сме посветени на нашата работа да ја завршиме што побрзо и да ги окончаме ова непријатна да окончаме ова наша работа и да се вратиме во нашите матични обвинителства. Да, мирно спијам што се однесува тоа како ја водам работата. Значи, сите знаат дека сакам законски и во законски процедури да ја водам мојата работа. Не спијам мирно во однос на тоа кога ме притискаат роковите
доколку не ќе можам да ја завршам работата, не спијам мирно, додека мислам дека некој наш сведок е загрозен затоа што ни помогнал во нашата работа, а на крајот би сакала да кажам дека ефикасната правда значи помалку криминал, подобар стандард и побезбедно општество за граѓаните, што е мој основен мотив за работените и што ме обезбедува мирен сон. Ви благодарам за гостувањето во Дневникот на Македонската телевизија. Епа, толку сме, да. Пред половина година одбивте да го елаборирате извештајот. Може? Може да. Пред половина година одбивте да го елаборирате извештајот за работата на специјалното јавно обвинителство пред Советот на јавните обвинители и пред Собранието. Зошто сега ја променивте одлуката? Би кажала дека ова обвинителство од секој пат од првиот ден работи транспарентно. Морам да потенцирам дека ние почнавме да работиме во соодветни услови од 5 септември оваа година. Значи за цела година работевме во привремени простори, бидејќи нашите простори се уште не беа готови. Одлуката не ја промени во смисла на тоа дека не сакав минатиот пат да го елаборирам, бидејќи бевме во многу голема гужва и многу работа. Тоа беше една од причините зашто не отидов. Сега сметам дека имам доволно време да се посветам целосно на извештајот и би сакала да одам во Советот на јавни обвинители и во Собранието на Република Македонија за да ја интензивираме нашата соработка во однос на тоа за подобрување на работата на специјалното обвинителство. Тоа најмногу се однесува на донесување на измените на Законот за заштита на сведоци, за пролонгирање на рокот од 18 месеци, кој не е како законска обврска ставено во Закон за специјално јавно обвинителство и во однос на имплементирање на препораките од Венецијанската комисија. Добро. Сега е добро. Може? What's up? You seem kind of sluggish today. Things aren't really moving. Try Metamucil's Daily Multi-Health Fibre. It's 100% natural psyllium fibre, traps and removes waste to support gut health and regularity. Now you're moving. Metamucil keeps you moving. Make money on Depop. It's easy to sell your clothes. Snap a few photos. List items in minutes. Clear out your closet. Turn it into cash. Sell on Depop. Република Северна Македонија направи маштабна промена во правителството. Премиерот Мицковски смени 7 министри од кабинета. Промените засягат както управляващата ВМРО ДПМН, така и на коалиционните партньори. После цели с промяната на една трета от правителството